Оранжериското производство, кај кое како енергенс се користи геотермалната енергија, е економски неисплатливо поради незината висока цена и затоа собствениците на стакленици бараат алтернативни решенија. Пресметките што тие ги направиле покажуваат дека загревањето со геотермална вода излегува поскапо отколку кога како ресурс за грејење се користи биомасата. Во компанијата Екоаза Самандов, која е еден од најголемите собственици на оранжериски комплекси со капацитети во Виница, Штип и Дојран, велат дека веќе изградиле 3 котлари на биомаса со капацитет од по 10 мегавати, при што како суровина се користи комиње од грозје, семки од вишни, луш поадорис и малку сепариран камен јаглен. До пред 2 години цената на геотермалната вода била прифатлива и се користела за загревање на оранжериите во Виница, но состојбата се влошила по одлуката на владата на седница од 2012 година, со која било направено енормно поскапување. На таа седница на владата на 17.12.2012 година се покачал 583% со едно покачување геотермалната вода не е качија. И јас прв ја увидов грешката, реагиравме до соответните министерства и до ден денеска таа грешка уште не е исправена и од бившиот министер Сарачини за економија и сегашниот бевме, разговаравме и обеќава дека таа грешка ќе ја исправат, ама до ден денеска не е исправена. Ние кога ни покачија толку ја намаливме потрошувачка за тоа што немаше економска оправданост да трошиме таа вода. Тоа што беше, сега користиме паралелно со геотермална вода и мазот на тие котлари уште немаме направено на биомаса во Виница, плане во наредна сезона и таму да изградиме една котлара. Заменик министерот за економија Христијан Делев рече дека во владата се разгледувала состојбата со цената на геотермалната вода и се правеле пресметки за нејзина корекција. Се прават некои пресметки, калкулации како да се направи нова формула. Од страна на регулаторна комисија беше понудена сегашната формула на пресметување на цената на геотермалната вода. Во владина постапка ни е нова калкулација како тоа да се пресметува. Како ќе биде резултатот не знам, но имаме дадено веќе нов предлог како тоа да се пресметува. Евентуалните корекции, односно намалувањето на цената на геотермалната вода, доаѓа со задоснување, затоа што оранжериските комплекси го преориентираат загревањето со алтернативни енергенси. Резултат на високата цена се и започнатите активности за преселба на бизнисот од Македонија во соседните држави.